Браво, Струмица! Јас сум од Куманово и од Куманово до Струмица, абе не може да се разбереме. Еве што ми се случи летоска. Летам од Софија за Милано. И седам на аеродром во Софија. И има италијани на аеродром. И си седам на аеродромот и ги слушам позади мене мајка татко 37-8 години и детенце 10 години. И прават муабет италијани околу мене врие, викам ништо не разбирам италијански бе. И детево вика од позади. Збори со мајката нешто на италијански. Мама, perché tu non lo sai, ne sei quante ne 39 decesi? Викам, гледај ме, ништо не ги разбирам. И мајката му враќа. No, sine, no, ти петири, зашто татко ти што кажал таму што си направил? Викам, чекај малце. Па детето прашува нешто. Мама, perché le di per lei, da sinetichi? И мајка му враќа. Си, но диди татко ти не ти кажал така си. Мислев дека разберам италијански, Струмичани бе! Од Ново село или од Босилово, не съм сигурен, диалектот не можев да го опатам. Значи, добре дојдовте на вас што сте тука, добре дојдовте на ние што се уклучени на интернет. Знаете дека ова е Сашко веб шоу, првото шоу кое што оди само на интернет и оние што се онлайн може да го видат. Тоа е поддржано од T-Mobile, најдобриот мобилен интернет. Да ви кажам дека овде завршува оваа турнеја низ Македонија. 5 дена се дружевме Тетово, Куманово, Скопје, Битола и еве завршуваме во Струмица. Многу ми е драго дека сум тука вечерва, а јас се обидов денеска пишувајќи седејќи овде онде, ни сите места ни Струмица имам седнато, да напишем и да видам што све сте напишале во една тема сето тоа да го скажам. А темата беше на интернет што најмногу ме нервира. Вратарите ме нервираат. Цело време финтата им е ако некој те пушти. Само парови. И ја, ако влезам случајно, ако те пуштат, едва ако те пуштат, што очекувам внатре да видам, само парови се лапат. Само парови внутре. Кој сака од диско да има само парови? Тие што имаат чуп нос ваков, тоа значи дека многу ги враќале на врата. Не може само парови. Па како ме нервира женска кога ќе идат у град со тоа ташните. Ташно унутра тока, ташно. Што носите од тоа ташните? Па некои вакви долги ташни. Што носите? Синтесайзер. Песнама ја знам. Пуна ташната со глупости унутра. Пиджами носи. Не се знае как ќе преспие. Зем ја пиджамче. Вечерот. Кој ќе задзвони мобилен, кој ќе почне да ровари по ташната. Добитни број е, ќе почне да ровари по звони телефон, на представа звони телефон. Одно знам на представа кога сум у публика дека на женско му звони телефон. Ровари, пре живот на Марс ќе најдат, него на мобилниот. И како ровари по ташна, ровари по ташна, прво огледалцето и шминката. Па после ме бидат, ало, да, на представа сум, кажи. Можам да зборам, бе? На представа сум, да. Да, сестро, на представа си. Тоа сакам да ти кажам. Добро, она со грати си гарант влезе, но тоа не е битно сега. И знаеш што исто ме нервира? Фармерки. Па тесни некои фармерки облечени. Демек послаба сум сега фармерки, бе. Тесни, тоа, она знаеш кога ги има облечено тие фармерки? У 4-то оделение. Дома кога ќе однесеш, со штемајс треба да ги вадиш. Со штемајс не можеш да ја се облечеш. И знаеш што исто ме нервира? Она, кога се тетовираат, демек кинески букви. Што е, бе, тоа се толку кампањи направија за кирилица, они кинески букви. Па кога ќе се нашараат со кинески букви, као меню кинески ресторане. Добар ден, изволте, дај ми од ова овдека. А за мене? За мене ако може од ова овдека, молим те. Ме нервира вегите кои ќе ги нацртаат. Као ние не приметуваме дека се нацртани, а? Сега ќе ги нацртам вегите. Добро. И што, ние не гледаме дека се... Сега ќе ги нацртам, многу убави ќе ми бидат. Ако сака дечко да ќари, едната подоле, едната погоре. Овакви се вегите нацртани.
Тоа е исто као ја да нацртам стомачни овдека. Па никој нема да примети на плажа. Или да нацртам нешто друго подоле. Со маркер, као нема да приметат. Ке се соблечам вечер, ке се извадија памет. Ау! Вегата нацртана, која ке се разбудиш од сабајле, си избриш одната вега. Од памет да ти извади. Много работи ме. Не види Долен Веш. Со девојка ми гледаме, Долен Веш, Викторија Секрет. Еле што убав Долен Веш. Кој ме викам убав Долен Веш? Па убав Викторија Секрет. Па нормално си 28 квадрата ми е станот. Как ќе ги совере крилата мори будала една. И ке влезеше кафиче, овие застанале тука, нешто со ташните, со све испонаправени. И ке застанат тука на шанк, и ја ке им пратам пијачка. И ке отиде келнерот ке ги праша што ке пиете од дечко, они не кеат ништо. И келнерот знаеш што им вика? Абе, не е фудбалер на репрезентација на Република Македонија. Глумец е, не се секира. Они за тоа некад, кој е од репрезентација да не е некој фудбалер? Не сакам ништо. И што ке пиеш? Од дечко, што ќе пие, кој ќе им каже. Исто као кој ќе се свртат вака лошо, као да кажат келнерот да глумецов каже да се соблечете, сака голи да ви види. Пијачка ви праќа. И носи келнерот по една пијачка и застанува тој на шанк, ќе зимат пијачката. Едно живели не знае да ти направи. Едно живели не знае да ти направи. И се враќа келнер, викам однесли. Колку треба платам? 1500 денари. Викам ти цел шанк го почасти или? Не бе двете. Па што нарача, бе, викам, викенд у Солон. Или пет, што нарача, бе? Курвоазие. Што е тоа? Француски конјак. Да, викам, дома само курвоазие пиете. По студентските домови само кавадарка се пие. Ула бабо прават таратур. Курвоазие ми нарачали. Од сега сум се истренирал. Кога ќе пратам келнер да ги праша оние на шанк, што ќе пијат. Го праќам со ваучер. До 100 денари, другото нека си доплати. И многу е глупо, машке, дајте нешто по-креативно, бе, праша ги што ќе пи. И кога си пратил пијачка, више се е јасно што сакаш да кажеш, бе. После пијачката, кога ќе стигне, што ќе ги направиш муавет? Као, здраво, сакам да поразговараме за глобалното затоплување во светот. Знаеш што сакаш да ја кажеш. А има и глупи машки, ќе дојде до незе, ќе се вртка, ќе се сука, не знае ни број да иземе. Мада сите женски викаат, ако сакаш да ми го најдеш бројот, ќе се потрудиш и ќе го најдеш. Да, ДБК ќе организирам за твојот број, будало ни едно. И сите женски ќе испратиш до дома. Јас, како новицот, јас ништо не сум имала со машко пред да поминат 6 месеци. Па добро, викам, ќе ти се јавам за 6 месеци, може? За како ќе направи тоа? По имейл или на Facebook да те најдам, како да направим? И најбитна работа е, машко ќе ја прати пијачката, 1500 денари ја платил, се вртка, се сука, оваа не му направила живери, таа ке ти ја собере некој, ке ти се паркира. Кај ги носите овдека на паркирање женски? Ние на Водно, Скопје. Ке се паркира, па тропни му на прозор. Братче, ми дужиш 1500 денари. Ева фискалната. Може да поделиме или како да направиме? Ова е вистинска реткост. Мислам дека многу добро си поминавме. Тоа беше еден експериментален проект кој што имаше многу лајкови на интернет и мислам дека ќе се продолжи во некој уште поголем проект. Така, фала ви и вас што се собравте овде во волкав број, Струмица, и ќе се видиме пак во уште поубава прилика. Чао!